На 25 февруари 1944 година, при обид да го напушти Скопје, во Козле, во близина на некогашната фабрика Алумина, на 29 годишна возраст, од страна на бугарската фашистичка власт, убиен бил Кузман Јосифовски, комунист и главен организатор на антифашистичкиот отпор во Македонија. Кузман Јосифовски бил роден во 1915 година во Прилеп, како трето дете на родителите Левта и Цветан Јосифовски. Поради укинувањето на учителската школа и вишите класови гимназија во Прилеп, во 1929 година, Кузман своето средно образование го продолжил во Битолската гимназија, каде бил избран за најдобар ученик, поради што своето високо образование го продолжил на Универзитетот во Белград. Станал член на КПЈ во 1938 година, во основа студентското друштво Вардар и движењето Манап. Во 1939 година од партијата бил вратен во Прилеп, каде бил поставен за секретар на местниот комитет. Во предвечерието на Втората светска војна станал член на Покраинскиот комитет на КПМ, а за време на војната станал член на ЦК на КПМ и на иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ. Во 1941 година Кузман учествувал во организирањето на нападот на участокот во родниот Прилеп на 11 октомври 1941 година. Неговата активност во 1942 година е забележана во западните делови на Македонија, каде успева да го возобнови старите и да оформи нови партиски ограноци во Тетово, Гостивар, Маврово, Дебар, Кичево и Струга. Во овој период тој е еден од иницијаторите за издавање на партискиот леток Востаник, кој подоцна бил преименуван во Братство и представувал единствениот весник од тој период, чии статии биле напишани на македонски и на албански јазик. По Преспанското советување на 2 август 1943 година дошол во Скопје, каде бил убиен од страна на бугарскиот фашистички окупатор на 25 февруари 1944 година. Кузман Јосифовски Питу бил прогласен за народен херој на Југославија на 2 август 1945 година, како еден од првите борци од Македонија, покрај Стив Наумов, Орце Николов, Страшо Пинџур, Христијан Тодоровски Карпош и Мирче Ацев.